Во саботното утро на 20 јануари, наша крајна дестинација е селото Ратево Беровско, со цел да го посетиме карневалот на ратевските бамбурци. На надморска височина од 860 метри, во средишниот дел на општина Берово, во горното сливно подрачје на река Брегалница, се наоѓа селото Ратево. А тука длабоко во пазовите на Малешевските планини се чува духот на традицијата и чука духот на предците. На само неколку километри од главниот пат кој води кон Струмица, евене нас во Ратево, а пред нас никој друг туку токму ратевските бамбурци. Ни посакаа срдечно добре дојде, но и не намачкаа со саги за здравје и одбрана од злите духови. Убаво на кашките сега, ајде! Драган Аговски е председател на Сдруженијето на граѓани Ратевски бамбурци и најпрво добар ден и со среќа нека е денешниот ден и празник. Фала ви, добре дојдовте во Ратево. Благодарност до Канал 77, кој оваа година ни е главен медиумски покровител. Ви посакуваме убав престој овде, да доживеете навистина едно уникатно доживување овде во Ратево. Навистина, се оно што го гледаме е уникатно, меѓутоа најпрво да ни кажете мал историјат за овој карневал. Карневалот, значи првите почетоци на самата маска Ратевски бамбурци, покажувањата на жителите се пред 600 години. Во селото се појавила болест чума, која почнала да ги зема животите на селаните, барајќи лек во тоа време, мажите почнале да се маскираат во кожи од животинско потекло. Околу половините врзувале звонци и прапорци, на маските ставале рогови од животни и така маскирани страшни вртеле низ селото. На 20 јануари изнашле лек, значи почнала болеста да сопира, немало веќе смртни случаи и останала некоја традиција секоја година на 20 јануари мажите да се маскираат во тие кожи, во тие костими. Таа традиција трае до ден денес. Инаку вака како официјално, како карневал, ова е 10 пат, 10-то јубилејно издание поред, кое се надеваме дека ќе продолжи барем 600 години колку што трае нашата сама традиција. Како што можам да забележам, станува збор за изворни маски. Значи нема ништо поврзано со моменталната состојба, туку се е во знакот на традицијата. Да, ова се токму така, ова се изворни маски, ова е навистина една карактеристика на овој карневал. Најчесто ние сакаме да го задржиме тој традиционален карактер на самиот карневал. Групите кои ги повикуваме овде гледаме да бидат такви групи поврзани со паганството, меѓутоа ако сакаме да имаме квантитет, односно мораме да го мениме и самиот карактер на карневалот и во таа промена повикуваме и други групи. Значи сите се добре дојдени, буквално сите може да се пријават да учествуваат на овој карневал. Која е концепцијата? Имаме надпреварувачки, групни и самостојни маски. Да, значи вака имаме групни самостојни маски. Годинава благодарение на спонзорите кои го помогнаа одржавањето на карневалот, обезбедивме символични награди за прво, второ и трето групна и поединечна маска. И се надеваме дека во иднина тие награди ќе зголемуваат. Како ќе се надградува самиот карневал, така и ние ќе ги зголемуваме наградите и ќе го зголемуваме бројот на посетители. Се надевам на добар и уникатен помин овој ден и ви благодарам за поканата. Ви благодариме и на вас уште еднаш, се надевам ќе бидете и вие задоволни. Овде до мене е
господинот Славчо Сирачевски, председател на организациониот одбор на Сдружение на граѓани Ратевски бамбурци и собственик на Аурора, кој што е и генерален спонзор годинава на овој карневал. Добар ден и честитки за карневалот и за добрата организација. Добар ден и добре дошли вие во Берово и во село Ратево. Добро ве најдовме, навистина прекрасна гледка и доживување да се биде дел од овој карневал. Меѓутоа, истиот не би бил во ваква димензија доколку ги нема луѓето ентузијасти кои што сакаат да продолжи традицијата. Вие сте најголем виновник годинава за одржувањето на Ратевски бамбурци. Со каква енергија и ентузијазам го правевте сето ова? Нешто ќе ви кажам, ова е голема одговорност да се нафатиш да бидеш председател на организационен одбор на еден таков карневал. Осетив дека може од ова нешто да порасне многу повеќе, затоа што маските се многу уникатни. Бамбурци се и ретко ќе најдете некој оригинален толку карневал на Балканот, посебно. Вие видовте дека овдека се присутни и многу гости со исти такви маски, така да мислам дека освен во културното одбележување и избогатување на карневалот во Малешевијата, јас гледам и нешто друго. Јас гледам една туристичка атракција во понатамошниот период, гледам еден пакет кој што многу луѓе би сакале да го посетат и можеби и затоа сега се нафатив да бидам председател, затоа што сакам да го дигнам малку на повисоко ниво. Вие знаете, овој карневал веќе е член на европската фамилија на карневали, но ние ќе сакаме да го вклучиме и учлениме во светската организација на карневали, за тоа ќе треба сигурно време, но мислам дека тоа можеме да го направиме. Господинот Звонко Пекевски, градоначелник на општина Берово, наш соговорник за време на одржувањето на карневалот Ратевски бамбурци. Добар ден и честитки за убавата организација и за онаа можност која што им ја давате на луѓето да видат дека традицијата продолжува. Благодарам. Сакам да кажам дека овој е 10-ти јубилеј на карневалот Ратевски бамбурци, вековна традиција, каде што имаме автентични маски карактеристични за нашето поднебје и општина Берово со години секој пат е дел од поддршката. Карневалот е влезен во годишната општинска програма за култура. Настојуваме да истиот помине во националната програма на Министерството за култура на Република Македонија, така да на тој начин би било подобро афирмирана и општината, а секој самиот карневал кој веќе има и интернационален карактер. Очекувавте ли толку број на луѓе да присуствуваат? Значи бројката е очекувана. Со оглед на тоа дека веќе традиционален е самиот карневал, бројот е задоволителен, мислам дури и очекуван број доволен, голем број на посетители кои возможуваат да ги проследат маските и да понесат импресија од Берово во овој период. Канал 77 годинава прифати да биде генерален медиумски покровител на оваа манифестација и навистина ми е драго што сме овде и што имаме можност да присуствуваме на една ваква автентична манифестација која што ми се чини дека е и ретка во Македонија. Значи, секако во поздравниот гор кога имав на отварањето на карневалот, се заблагодарив на организаторите, вас, медиумите, спонзорите кои возможија да овогодишниот карневал, значи како јубилеен, значи и повеќе и биде афирмиран и на повисоко ниво. Јас ви благодарам и се гледам и следната година. Ја ви благодарам. Composure, even though I hold the weight of the whole world on my shoulders, I ain't never supposed to show it. You ain't supposed to know it, even if it means going toe to toe with the big zero. It don't matter. I never drag them in battles that I can handle unless I absolutely have to. I'm supposed to set an example. I need to be the leader. My crew looks for me to guide them. This is sit up and just pop off. I'm supposed to be beside him. And Josh said I tried to squash it. It's too late to stop it. There's a certain line you just don't cross.
денеска. Ладно, не ладно, ки издржам. Неле народот вика. Мода прати, володи и таман си работата. Во три круга ки изврта и па јок ке стана. Народот да не ме гледа оти запаза ке стана. За време на владењето на Римската империја во едно далечно мало место живееле гали. Тие биле единствени храбри јунаци кои не се плашеле од римската војска. Тоа што се посилни од римските војници се должи на магичниот пијалок на волшебникот, кој го правел од тревки и коренчиња, за да пијат галските јунаци. Како најхрабри галски јунаци се Астерикс и Обеликс откриле. Луѓе, римляни, римска војска иди, луѓе! Римляни, римска војска иди, луѓе! Римската војска, ајде да му се купнем, брзо идете мамо да ви дадам по чорбата, да сркните троп. Ај мајката, кај го кладов ова илјачо, да ви дурев треба да добијате тросила. Чекај, ајде, еве го, ова е, го најдов. Така, ајде, еден по еден, идете вам. Стркај, штркај убаво. Кој ќе срекне од оваа чорба, ќе биди силен, така да си знајте. Полека ти се покапа, гледај тука убаво. Да знаете, болест никош нема да го фајча, ќе биди силен, здрав и прав како мене. А за мен на чорбата? За тебе Обеликс нема, идејќи уште како мал, падна во лонец оболнев, памтиш? И цела чорба е истрка, затоа стомакот ти е подијан. Бегете, мајде! Големиот бамбурец. Неговиот труд, вложен во неговата маска, се приметува. Не само што има кожи од овчи и козјо потекло.
На неговата глава имаме зајак. Неговата смрт представува победа. Победа за големиот бамбурец. Гордост е да се има нешто вакво. Да се носи ваква маска. Исто така, треба да имаме и голема сила. Да го поздравиме. Tómame la mano que tú eres cosa buena. Esta noche quiero bailar sobre la arena. No soy una ajena, no soy nada más. Ven pa' acá. Y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena. Esta noche quiero bailar sobre la arena. No soy una ajena, no soy nada más. Ven pa' acá. Y ahora, to get a dream of a life again. A little vision of the sun in the air. Представува винска убавица, која на овој карнавал го придржува богот Бахус и ќе кренат здравица за Великитен Гроздобер. Виното е пред се символ на радост. Денес нема општа култура без винска култура. Знаењето ги поттикнува разговорите за виното. Го збогатува речникот и дава самодоверба. Колку повеќе го знаеме виното, толку повеќе го цениме. Ако вистински го запознаеме, никогаш нема да речеме дека сите вина се исти. Но и како што знаеме, виното е средство за утешување на болката и тагата. Бамбурец со реден број 12. Мал ратевски бамбурец. И тој сака да ни помогне да го избркаме злото од малешевијата. Силен е, храбар. Исто тоа значи дека воистина тој ќе биде многу голем бамбурец и ќе може да достигне за да се бори во битката за тронот. Општина Перник ја замакшнуваше и предаде традицијата низ генерациите со голема посветеност и конструктивност. Групата е претежно маска, но бендот исто така има околу 15 женски звона и повеќе од 20 учесници на свадба, со кои секоја година учествуваат на различни фестивали во Перник, Бугарија и Европа. Сивниот интерес во групата е од американската агенција Associazione Press, од каде што новинарите и фотографите доаѓаат да го фотографираат бендот секоја година. Маските и ликовите од неа учествуваат Живи, здрави, Господ здраве да ви даде. Бамбурчето и двете принцези. Уште од мали носец станал фраерче.
нека зајачат улиците, нека се вие ратевско оро, нека се кршат копјата на современиот и прадедовскиот дух. Овде, во пазувите на Малешевските планини, нека повторно чука разулавено срцето на бамбурците. Тие ќе го пронајдат селското стадо овци, раѓосаните звонци, заборавената селска фурна и распаднатата селска куќа. Тие во оваа нестварна итаница ќе го запрат пулсот и ќе ја оживеат некогашната стварност на селото. Тука ќе се почувствува грижата за традиционалните вредности. Мудро и со љубов да се зачува битот на предците. Затоа што многу одамна, кога човекот барал илјач за секакви пакости, настанале ратевските бамбурци, маскирани мажи од глава до пети, закитени со звонци и клопотарци, тргнаат во поход против злото. И секоја година на исто место и во исто време сеченички ратевскиот И на овој 20 јануари, битката за тронот ќе го сквернави мегданот во Ратево. Звукот од звонците повторно ќе го пропратат беснењето на страшните бамбурци. Уште еднаш во духот на традицијата се вкрстуваат роговите од страшните маски и преубавите лица на малешевските убавици. Овде за миг запре современото пулсирање, а продолжи паганското дивење против злото со маски, звонци, црнила, зурли и убаво малешевско оро. Ратевските бамбурци се уникатна маска карактеристична само на ова подневје. Тие се членови на ФЕИК, Европското семејство на карневалски градови. Тука во Ратево живее митот за фолклорот, за битот на едноминото време. Тука се раскажува легендата и како солза во око се чува и негово обредното оро на ратевскиот бамбурец. И кога екот од звонците ќе стивне, а страшните маски со животински елементи ќе се симнат, Ратево веќе ја испишало новата приказна во културолошкиот календар на настани кои ги спојуваат традицијата, фолклорот и современото живење на човекот. Ние го почувствувавме идиличното, идеалното и креативното спојување на паганскиот обред со современиот танц на маските, прераскажан преку оваа репортажа. Ратево ве поканува и вас да го доживеете карневалот на ратевските бамбурци.